Заврши 36-тиот меморијален турнир во одбојка Бранко Хаѓилјовски Чајка. Во спортската сала на основното училиште Гоце Делчев се надпреваруваа ветеранки на тимовите Шкендија, Скопје и Љуботен. Според Ивица Хаѓилјовски, организаторот на традиционалниот турнир, самата идеја на надпреварувањето е дружење и одржување пријателство помеѓу најдобрите одбојкарки во изминативе години. Овој турнир го посветивме на ветеранките одбојкарки од нашиот град, како гостинки ги повикавме и ветеранките од град Скопје и присуствувавме на многу неизвестни убави надпревари. Пред се овој турнир му дадовме белег повеќе дружење на некогашните одбојкарки од нашиот град и од Скопје, која представува нашата Република Македонија и надвор од границите на Република Македонија, играе во сојузните лиги на Социјалистичка федеративна Југославија. Со тоа, на некој начин се потсетивме на најмалце 2-3 децении назад, како се одвиваше и играше одбојката по градот Тетово. Турнирот започна во 16 часот и 30 минути со надпреварот помеѓу Љуботен и Шкендија. Потоа силите ги измерија екипите на Шкендија и Скопје. Додека последни одбојка играат тимовите Скопје и Љуботен. Првото место го освоија одбојкарките на Скопје. Игра во одбојка негде 18 години и престана пред некои си десетина години. Особено ми е драго дека се организираше ваков турнир за ветеранки. После долго време прво се собравме ние како пријателки кои што долго време сме другарувале и сме играле одбојка, значи со години сме освојувале резултати. Посебно ни беше драго дека ни се јавија од Одбојкарска федерација, ни кажаа дека ќе има ваков турнир. Сега во моментот сум пресретна прво дека освоивме прво место. Значи екипата на Скопје дека освоив пехар за најдобар техничар после, не знам, 10 години неактивност во одбојката. Навистина ми е драго што после толку години не повикан еден ваков турнир. Дадовме се од себе да го освоиме ова прво место, иако подолго време не се занимаваме со одбојка. Навистина уште еднаш ке повторам, ние често се учествувавме на турнирот и пресрекна сум што го освоивме првото место и овој пехар за најдобар играч на турнирот. Турнирот го затвори градоначалникот Сади Беџети, кој најави дека и понатаму ќе ги следи и поддржува спортските активности во Тетово. Имам час денеска, значи по 36-ти пат, да отварам меморијалниот турнир на фамилијата Илјовски, на мојот драг професор по физичка култура. Сакам да го почитувам, значи со најголем почит и да го кажам још еднаш, и кога не сум бил градоначалник, сум го поддржал турнирот. Нивниот турнир секогаш, значи, сум бил отворен и така ќе продолжуваме да бидеме. Случајно сега сум градоначалник и ќе давам што повеќе да помогнем, значи, во спортот на фамилијата Илјовски. И посебно ми е част еве денеска, имавме гости од Скопје, така сите добро поминавме и претпоставам да продолжиме и да работиме заедно, пошто со спортот мислим ќе се зближиме што повеќе. Согласно постигнатите успеси на одбојкарските тимови и најуспешните одбојкарки им беа доделени пехари и медали.